И да започнеме со првата тема која што ни е предвидена во текот на денешното издание на Студио 10 и токму за неа со професор доктор Весна Мојсова-Чепишевска, која што е директорка на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Разговараме за третата зимска школа на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при УКИМ. Професорке, добро утро. Добро утро. Називот во целост таман беше, немаше грешка. Не, мора долго е, ама калорично е, ама мора да се напоменат сите сегменти, бидејќи не е само македонскиот јазик, туку и литературата и културата и секако припаѓањето на меѓународниот семинар како дел, како битна алка од Универзитетот Свети Кирил и Методи. Не сме се виделе од ноември 2021 во студио, кога кратко само им посочивме на гледачите што е меѓународниот семинар, но би сакал сега и повеќе да се осврнеме, бидејќи овде имаме веќе простор, бидејќи конкретно и темата ни е за тоа што е меѓународниот семинар, зошто сите клучни алки се ставени таму, бидејќи кога зборуваат луѓето да речеме за македонскиот јазик, тоа е тоа, тука завршува приказната. Но кај вас се додадени и литература и култура, а е во рамки на нашиот најстар универзитет. Така. Па меѓународниот семинар е многу комплексна како институција, бидејќи тоа е дел од самиот универзитет, затоа што тој опфаќа повеќе сегменти. Значи, тој почнал прво како летна школа, како некаков семинар, така било тогаш именувано, како летна школа, на кој што доаѓале разни семинаристи, односно странски македонисти, слависти од повеќе земји, а меѓутоа потоа почнал да расте. Значи, почнал да се обликува, да се видоизменува и во рамките на тој меѓународен семинар, тогаш се викал семинар за македонски јазик, потоа се почнала иницијатива за отворање лекторати, значи за лекторати по странските универзитети, на странските универзитети. И тоа е процес кој што трае и ден денес. Значи не сме завршиле со она што сме го имали и она што го имаме сега, туку продолжува и понатаму. Меѓутоа, она што е новина е тоа што од пред 3 години, и тоа токму во годината на Конески, таа 2021, за нас се покажа како еден вид на предизвик таа година. Рековме, бидејќи името на Конески е впишано во меѓународниот семинар за македонски јазик, со него и со некои други луѓе почнала таа приказна за тогашниот семинар во 1967-та. Сега велиме, зошто во годината на Конески ние не направиме еден ваков потек и да почнеме да организираме и зимска школа. Така што наспроти летната школа, која што има традиција веќе 55 цели, оваа година ќе биде 56-та, да направиме и зимска школа. И така почна таа приказна со зимската школа. Таа оваа година беше трета поред, ако првата беше посветена на Конески, на неговото творештво, втората целосно беше посветена на творештвото на Горан Стефановски, бидејќи тоа беше година кога се навршија 70 години од неговото раѓање, и третата, еве ова е школа целосно посветена на творештвото на Шопов, бидејќи знаеме дека ова е година 100 години од неговото раѓање и повторно ќе биде во знакот на тоа одбележување и ќе биде цела година посветена со сите тие манифестации врзани со творештвото, со исчитување, со проследување, со препрочитување, со преведување на творештвото на Шопов. Интересно е кога се посветуваат. Идејата за зимската школа беше можеби токму таква, почнувајќи од посветата на Блаже Конески, па Горан Стефановски, сега Ацо Шопов, и можеби ваква една традиција би создале во секоја следна година да се наоѓа по еден автор. Би било убаво како идеја, затоа што се покажа, например, во оваа трета школа. Тоа почнавме ние со Конески. Конески се преведе на повеќе јазици. Знаеме дека Конески е доволно преведуван или доста преведуван, но секогаш остануваат и некои текстови надвор од тоа поле на интерес што кои биле во минатото. Така што се направи напор да се преведат некои текстови што не се преведени. И тоа се преводи, први преводи на семинаристите, на учесниците на првата... Кои што до сега не биле направени. На првата зимска школа, и потоа ние направивме едно издание кој што се викаше Конески и се вика, се уште, нели, но се вика Конески на 11 јазици. Истото го правиме сега со Горан Стефановски и преводите врзани со творештвото на Горан Стефановски ќе се објават, значи како посебно, како дел од еден зборник,
од оние наши изданија што ги имаме на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, а тоа е намерата и за на оваа трета зимска школа. Значи, да го исчитаме творештвото, да го препрочитаме, да го видиме во контекст на неговите современици, во контекст на неговото време, во контекст на минатиот век, но и во денешен аспект. И потоа, исто така, здравје Боже, да направиме едно издание посветено на ова творештво на Шопов во препев, во превод на неколку јазици. Веројатно за Конески и за Стефановски, предизвикот во делот на преводите, во делот на толкувања, видувања, може би и препеви на одредени работи кај Конески, кај Стефановски не, може би не е толку голем во меѓународни рамки, бидејќи веќе нивното име не е, е етаблирано. Така. Но како доаѓаат годините, веројатно ќе се сретнете со и Шопов исто и така има преводи, не во толкави размери како претходните двајца. Има? Затоа што имавме можност семинаристите да присуствуваат на презентацијата на Лирскиот дом на Шопов. Тоа е една многу добра и образовна и културна и платформа, значи електронска платформа. Значи вие влегувате во тој виртуелен дом, Лирски дом на Шопов, на кој што работи неговата ќерка Јасмина Шопова, и тоа беше навистина еден вид на изненадување за самите семинаристи. Дури и смета дека ова е многу напредно отидено, затоа што во Македонија сметаме дека сме назад по однос на тие електронски можности за представување. Но тој Лирски дом е буквално како да шетате во некакви одајчиња на Шопов. Дали е тоа, ако влезете во неговите поетски збирки, секоја збирка посебно, па преку она фототипно издание, значи како била кога била објавена, па да ги видите неговите песни. Па можете да влезете во оние делови во кои што одредени актери читале негови стихови. Па потоа можете да го слушате и самиот Шопов, како ги чита своите песни, некои од своите песни. Па можете да влезете во одајчињата каде што ги имаме преводите на Шопов. Знаете колку беше тоа предизвик? Тоа не се сомневам. За напредната група, за оние кои што добро го познаваат македонскиот јазик и кои што е еден добар дел од таа група кој што учествуваше на оваа трета зимска школа, значи добар дел на таа група ја познаваат и македонската литература и култура, и сегова за нив беше предизвик да го запознаат многу повеќе, бидејќи влегуваат во еден интимен свет на Шопов. Буквално како дома да му влегуваат. И тоа, сакам да кажам дека е предизвик за овие семинаристи, и во тој контекст беше и ова добра вашава, да речеме како сугестија, дека треба да размислуваме понатаму зимските па и летните школи да бидат посветени на некој автор, на некој, не знам, некој јубилеј, некој повод, кој што ќе ги провоцира сите да работат во името, нели, на тоа истражување. Да, токму затоа сакам да кажам дека ние веројатно имаме преголема етаблираност на одредени имиња. Така е. Новите генерации автори додуша и многу соодветно вложуваат внимание самите со сите своји напори и сили да се етаблираат и вон границите на Македонија, но може би посветувањето на тие кои што не успеале од претходните генерации да им се посветува внимание, и тоа сигурно, и тоа веројатно би било и многу голем предизвик и за сите семинаристи кои што учествуваат, особено тие од надвор. Сигурно, затоа што можеме ние сега веќе да размислуваме во еден друг правец. Тие се запознале со одредени песни, затоа што сепак во рамките на третата зимска школа вие имате еден одреден фонд. Тој беше 30 часа, значи цела недела, многу интензивно, тој е интензивен курс. Значи 30 часа секој ден по 5 часа. Тоа сака да кажам, може ли да го објасниме, да објасниме што правите? Така. Значи тоа е, како што реков, многу интензивен курс, 30 часа во една недела. Секој ден 5 часа. Меѓутоа не се само тие 5 часа. Лекторите треба да се подготват за утрешниот ден, а тие што слушаат, самите семинаристи треба да напишат некоја домашна, да прочитаат нешто, значи да се подготват како што се подготвувате за часови, за утрешниот ден. И тоа е навистина многу интензивно. Секако, сите семинаристи, сите учесници не се на исто ниво. Значи некои го познаваат јазикот минимално или се на почетно ниво. Затоа имавме една група која што почнуваше буквално, да кажеме, скоро од нула,
Потоа имавме едно наредно ниво, кој што беше, се именуваше како почетно кон средно, значи веќе тие некои ја знаат азбуката, знаат, значи да направат она минимум некаква конверзација. Во продавницата се снајдат. Така, но сега им треба на некој начин нели да го подигнат тоа ниво. Потоа имавме две групи од средно ниво, значи кои што веќе се обидуваат да навлезат во финесите на јазикот, нели да го разговорно веќе би можеле на да повисоко ниво, точно, и потоа на преднатото ниво, тоа се веќе навистина добри познавачи на македонскиот јазик, кои што еве сега сака да се опробаат и во книжевноста, зашто јас и во неколку наврати сум кажала, јазикот, највисокото ниво јазикот го има во книжевноста, во книгата. Тоа е велелепноста на јазикот. Таму гледаш колку е тој богат, колку тој може, какви пораки може се да испрати. И токму таа напредна група, нели, работеше на полето на поезијата на Шопов. Да, бидејќи вие колку и да се обидувате, да речеме, да користите несекојдневни зборови или зборови кои што не се во честа употреба во разговорниот јазик, така е. Друго е нивното согледување и сваќање и слушање наспроти пишаните. Така, па може да се случи недоразбирање. Да. Бидејќи во секојдневниот говор тоа може да значи едно, но во поетската слика, еве конкретно на Шопов, преку некоја силна поетска слика, преку метафора, да се изгубиш во преводот. Нели да направиш превид не сакајки од непознавање, непознавајќи го контекстот, непознавајќи го и тоа преносно значење на одредена синтагма, на одредена поетска слика. Или што би се рекло, затоа е овој чадор на јазикот, литературата и културата. Така. Бидејќи во спротивно преводот не би можел да се изврши ако самата култура не се познава. Сигурно. Па и препевот особено. Да. Кога се сретна со Шопов, да речеме, тие кои што немаат големи познавања, каква беше нивната реакција? Па за нив Шопов е исклучително темен автор, од типот, нели, тој е многу комплексен е, така, неедноставен за читање. Меѓутоа имаше интересно, например, во онаа група која што беше меѓу почетно и средно. Таму лекторот Борче Арсов се обиде како да им го приближи Шопов, со тоа што анализира онаа позната песна од Целеј во тишината. Ако имаш нешто, нели, нешто што те притиска и пече и така натаму. И се обидоа не само да ја прочитаат, туку и да ја разберат на едно такво ниво. Сепак се тоа семинаристи кои што можат да го слушаат, да го употребуваат јазикот на едно основно ниво. Така. Ама во другите пак, например, групи, Шопов го слуша и преку одредени песни. Например, преку онаа песна на Бонтон Старо Купува. Да. Или преку онаа песна на Елена Ристеска, нели, жена, мајка и така натаму, тоа е една од молитвите на Шопов. Разбирате, значи ќе најдеме начин како, нели, поезијата на Шопов не наметливо да ги привлече, еве условно кажано, да ги зарази, да почнат потоа да копаат, некој од нив, не може сите, така, да копаат и да откријат кој е овој Шопов. Така, секако тие најнапредните, тие познаваат и македонската литература, и култура, и контекстот, и тие сега ужива во исчитувањето, во откривањето. Кој е Шопов, зошто е Шопов, бидејќи Шопов е навистина голема поетска фигура на 20-тиот век. Неговата прирана смрт, еве го сопре да продолжи понатаму, но за мене навистина тој е еден од најголемите и европски поети. Значи не е само македонски, туку е европски поет. Кога ќе го видите, нели, во друг јазик, и ние се надеваме дека така ќе биде, дека ова ќе биде потик, провокација за сите нив, да го препеат на повеќе јазици, не само со една-две песни, туку дури може да се случат и некои циклуси, цели по повеќе песни. Здравје Боже, ама битно сметаме дека третата зимска школа навистина успешно се оствари и во организациона смисла, и во она што, нели, еве сега ги собираме резултатите, и дека вистинскиот успех ќе го видиме по некој месец кога ќе видиме и што навистина сме направиле со таа трета зимска школа. Професорке, кога ќе се навратите наназад, согледувајќи ги, да речеме, успесите и резултатите на летната школа, сега во овој случај само паралела една да изведеме, се чини дека да не биле тие семинаристи, да не биле сите тие луѓе кои што доаѓаат, го изучуваат, ги проучуваат јазикот, литературата и културата,
веројатно ние би биле многу послаби контра се тоа што ни се случува Точно. денес, бидејќи Точно. на моменти човек да се чувствува како пред 50 години да е вратен назад, За повторно жал. со истата реторика, За жал. во многу пожестока форма. Така е, во право сте. Затоа ние многу мораме да гледаме на семинарот како целокупна институција, но потоа и на овие летни школи и на секако сега пред известен период и на зимските, како на многу битен сегмент не само на УКИМ. Така, Разбирате? Значи не само на УКИМ, туку Да, јас за пошироко. државно ниво коментирав, така што- Да, значи затоа велам дека значи многу пошироко и на државно, на национално ниво. Затоа што еве преку зимската школа ние добивме на некој начин и добиваме некои семинаристи или потенцијални идни македонисти, така, кои што доаѓаат од земји за кои што претходно не сме имале. Значи на оваа зимска школа имавме учесници од Виетнам, имавме учесници од Кина, имавме учесници од Австралија и секако од Соединетите Американски држави, па се шегувавме, ете Европа е тука, ама успеавме, нели, неколкумина од нив, нели најзаинтересираните, да дојдат и од други континенти, например од Азија, од Австралија, од Америка, покрај од Европа, така. Така што таа традиција од 56 години постоење на меѓународниот семинар е исклучителна. Јас во тој контекст како треба да споменам дека ние исто така посветуваме големо внимание и на научниот аспект, бидејќи покрај 56 летни школи и сега 3 зимски школи, ние оваа година во 2023 ќе ја направиме и 50-та меѓународна научна конференција. Замислете, 50 години, пола век во континуитет имаме ние конференции, значи 50 конференции, на кои што постојано се истражува македонскиот јазик наспрема другите јазици, европски, светски, какви да се. Македонската литература и култура наспрема другите литератури и култури, кои да се, европски, светски и така натаму. Значи 50 години и имаме 50 изданија, зборници, кои што реферираат и потврдуваат за постоење на таа македонистика како наука, лингвистичка, книжевна, културолошка и така натаму. Што би се рекло дека сите овие податоци, целите овие архиви кои што ги имаме и сите овие разговори еве кои што ги правиме и навраќања и манифестации и конференции, дека сето тоа е еден дел од можностите човек да спротистави аргументи. Точно, бидејќи сега во најжешкото, значи сега сме пак, иако сме зима, сме во некој жешко време. Мислам дека никогаш не ни излегуваме од тоа. Да, добро. Значи во најжешкото време вие организирате зимска школа, која што е виртуелна, значи нели се може да се каже нема интерес, не е така. Ако вие се обезбедиле во еден период кога студентите, професорите и имаат право на одмор на недела дена или се подготвуваат за своите испити, дали како професори, дали како нели студенти, значи сте успеале во таа недела да обезбедите 45 семинаристи, да, тоа не е малку, од различни земји, бидејќи водевме сметка да не биде нели некој повеќе застапен, некој помалку, значи да биде навистина многу разновидно, нели, од разни земји да дојдат, значи да успеете да ги донесете, сега велам да ги донесете виртуелно, и да учествуваат активно и да ги искажуваат своите задоволства, дека сме се вложиле максимално сите од прв до последен, од мене како директор на семинарот, до лекторите кои што тие најмногу нели во овие 6 дена се потрошија работејќи секојдневно 5 часа во живо, односно онлайн, сакам да кажам во живо, меѓутоа таа нивна енергија многу повеќе се троши кога сте онлайн. Да, така. Да, и да ги привлечете и да видите дека имате добри одгласи, дека има добра приказна во таа зимска школа, мислам дека ете не сме направиле малку. Еве да бидеме поскромни, да не велиме дека сме направиле многу, ама дека не сме направиле малку. За да не испуштиме никого, во листата на учесници од годинава вели биле учесници од Кина, Виетнам, како што веќе споменавте, Соединетите Американски држави, Австралија, Турција, Полска, Словенија, Чешката република, Унгарија, Грција, Бугарија, Романија, Молдавија, Руската федерација, Хрватска, Србија и Босна и Херцеговина. Да, 17 земји се, тоа е навистина една убава бројка, 45 учесници, рековме 4 континенти, 5 лектори работеа овие 6 дена
Така што... Има ли професорке, да речеме, одредена нишка која што, сега конкретно за зимската школа ве прашувам, која што се провлекува од првото низ второто, па стигна до третото издание, како може би куриозитет, или може би како сеќавање кои што ви останува, или пак може би како нешто што постојано се наметнува како прашање за јазикот? Па, самите учесници се оние кои што се најљубопитни. Така, значи, вие не ги присилувате да дојдат. Тоа се избрани кои што самите лектори, самите професори, затоа што ние апликативно, односно ова е стипендија, значи стипендирањето некому да му дадете можност, нели, тоа значи дека го стипендирате некому да му дадете можност цела недела да учи без пари и да ги види сите, нели, можности на јазикот. Значи лекторите и професорите ги одбираат најдобрите, најзаинтересираните. И интересно е што во последен период се појавуваат одредена група на луѓе кои што сакаат да го повторат тоа. Да видат како е на зимска школа, како е на летна, па потоа ако го напредат своето знаење, од типот, значи, отидат понатаму на македонистика, ама на магистерски, па некој од нив и на докторски. Значи, сакаат да го повторат и да ја повторат посетата и во Македонија, бидејќи тие таму во своите центри универзитетски учат македонски јазик и литература и култура. Но како е во, нели, автохтоната средина, како е во Македонија? Охрид и летната школа секогаш била предизвик. Тука имаме и мал проблем секогаш да можеме да ги примиме сите, добро, нели? Тоа веќе од неколку аспекти е предизвик. Привлечно, и привлечно е, така и самиот град, и историјата, да. Но како да го задржиме интересот на зимската школа? Така што да вам, еве, една од ова е да се посвети на некој од големите творци, секако ќе наоѓаме некои начини, можеби наредните школи ќе ги посветиме, ќе имаме и некој друг тип на учесници. Може да се посветиме, да речеме, на наставниците, професорите кои што предаваат македонски јазик во диаспората. Да. Значи, на нив треба да мислиме. Можеби ќе треба да размислиме, да им помогнеме, да ги унапредиме и самите наши лектори со нови теми, со нови моменти од наставата, од самата настава. Јазикот, така е. Така, затоа што јазикот се движи, литературата се полни, се допишуваат, а не нели замрзнате така натаму. Но и со теми кои што всушност ќе ги интересираат и странските македонисти, но и домашните македонисти. Значи, мораме да изнаоѓаме провокативни, интересни и во духот на денешното време. Така што ете ова зимска школа, која што е онлайн, е во духот на денешното време, бидејќи таа пандемија пак не научи или на некој начин присилно не забрза во примената на сите оние електронски алатки по однос на наставата на македонски јазик и литература и култура. Но се чини дека и самата пандемија и забрзувањето на процесите дигитално гледано не ги забрза само, не научи само на нови моменти, туку ни отвори такви хоризонти за кои што претходно веројатно и не сме биле свесни. Точно. За пробивот на јазикот, Точно. до каде се може да отиде. стигнал и може да стигне. Да, бидејќи да речеме преку таа електронска форма, вие можете например да останете во Скопје, нели, или во Македонија, во било кој град, и да држите настава онлайн по македонски. Значи има и такви кои што всушност сакаат да имаат можност и преку година да имаат некои приватни, нели, онлайн или на далечина часови, вежби, конверзации, за да не го заборават македонскиот јазик, така? Тие ќе се вратат на своите универзитети, меѓутоа и таму, знаете, имате 2 часа, 4 часа неделно, немате вие секој ден. Ова беше навистина многу интензивно и тоа е многу интересно што сваќате кој е влезното знаење со кој што стартува, така? И сваќате дека за 6 дена имате таму некои семинаристи кои што можат слободно да прочитаат, можат слободно да ви вратат, да ви одговорат. Затоа што на самото затворање на зимската школа воведовме таква една практика веќе да биде, од секоја група да се обрати по 1 до 2 од семинаристите. И сваќате дека дури и во најниското ниво на познавање, некој може да каже 2-3 реченици убаво, јасно, артикулирано,
на македонски. Значи да ги кажете и да се обрати на македонски, дека јас сум од таму, доаѓам од таму и таму, го учам македонскиот јазик, дека ете нашата група тоа и тоа направи. И ние се изненадивме, навистина, просто колку некои од нив напреднале за само 6 дена интензивно учење на македонскиот јазик и интензивно читање на македонската литература, односно поезија. А во овој случај, оваа година тоа беше со поезијата на Шопов. Колкава е важноста, професорке, и на Шопов, особено на неговата поезија, за нашите млади и идни генерации? Не зборувам сега за нас, за тие што сме поминале низ училиштето и слично, туку контекстот во кој што живееме сега, со сите овие предизвици на меѓународно ниво и сите напади од надвор кон дома и слично, па и од дома кон внатре, колкава е важноста конкретно сега на Шопов и неговата поезија? Да ја знаат новите генерации, да се посвети внимание. Поезијата на Шопов, ние некако имаме впечаток, јас и во друга пригода сум кажала, мислиме дека Шопов многу повеќе свртен кон светот, кон Европа, односно повеќе, да речеме, посебно таа негова збирка, или песна за црната жена, песни за црната жена. Интересно, јас сум немал таков впечаток за Шопов, морам да признам. Да, ама не сум го читал кон надвор, туку повеќе кон дома. Така, ама некој смета дека така, дека тој негов дипломатски дух, иако Шопов постојано се обидувал да го најде, да рековме, да ги најде тие релации, тие допирни точки, тие мостови, нели, помеѓу, да речеме, сега Сенегал и Македонија, затоа што бил амбасадор во Сенегал, така. Меѓутоа, ако читате многу внимателно, ќе видите посебно Дрво на Ридот, последната негова стихозбирка, тој Македонија не ја вади од уста. И ова Дрво на Ридот, јас навистина го гледам како, например, како едно далечно ехо кој што дигнува. Тоа Дрво на Ридот. Се чувства како осамен, нели, во тие 80-ти години. И вели да не остане само Македонија, нели, само во стиховите, во песните, во поетските слики, дека таа треба да одекнува. И затоа мислам дека треба да се направи еден мал избор кој што ќе биде, нели, прифатлив за, како што велиш Огнен, за младите, односно за гимназијалците. Да. Така, значи не може да го... не само поезијата врзана со Македонија, но таа поезија што е кон надвор и... Така. И да се направи, да може да го чита, да го сака. Па и темната поезија, бидејќи тоа е ке младите тоа што привлекува. Точно. Но да се направи некој избор, сакам да кажам како лектирно издание, така. Значи да му се понуди на гимназијалецот, нели, на ученикот, како лектира да го прочита. Не треба да биде тоа многу песни, не треба да го обременуваме. Ама тој избор што ќе го направиме, да може да води диалог со денешното момче, девојче. Така? Со денешниот тинејџер. Да. И така треба да се размислува. Значи, секогаш во тој правец, значи, мораме да го донесеме Шопов од тие негови 80-ти, кога бил, нели, највелелепен, така? Од тие 80-ти, да го донесеме сега во 2023-та, односно во 21-виот век. Кога разговараме за унапредувањето на македонскиот јазик, на литературата и културата, но конкретно да речеме и на јазикот, ние и се соочивме и со затворање на лекторати и со средства кои што константно во континуитет се кратат за поддршка на манифестации, семинари, школи и слично. И се чини дека ова доведува до ситуации човек да се обиде да изнајде еден тон разни други начини како нештата да ги одржи во традиција, да ги одржи живи. Да. Па, така е, ама јас морам да кажам дека последниве неколку години секако со голем напор, нели, на целиот семинар, но и на Универзитетот Свети Кирил и Методи, се обидовме и успеавме да ги стабилизираме лекторатите. И тоа, навистина, сега морам да кажам со радост дека е таа една убава бројка од 10 лекторати по светот, значи лекторати, на уште 10 универзитетски центри каде што се учи македонскиот јазик, литература и култура. Значи имате вие 20 центри. Меѓутоа, сега со радост чекаме да започне наставата и во вториот семестар, преку вториот семестар, тоест од вториот семестар натаму, во Анкара, така што ете,
по оној лекторат 36-7 години што го имаме во Истанбул, одиме малку подлабоко во азиското копно, Да. така. Значи Анкара бидејќи Добро, и сепак во е една држава два лектората е веќе многу сериозно, Да, сериозно. Така е да речеме во една држава повеќе лекторати имаме во Хрватска, значи Загреб, Риека, Да. имаме во Полска, Сосновјец, Краков, Познањ и така натаму. Но ова навистина е успех, нели, затоа што може и не така да се гледа, нели, имате во Истанбул што би правеле во Анкара, но Анкара и Истанбул не се. прво не се на исти континент. Така. Но потоа еве ова што го кажуваш ти Огне, Да. значи почнуваме пополека да продираме и малку подлабоко на азиското копно и чекам исто така со настава да се актуализира, односно да почне во вистинска смисла на зборот, да работи и лекторатот по македонски јазик, литература и култура и во Пекинг. Значи тој е еден престижен пекиншки универзитет и во рамките на тој универзитет има еден извонреден, мислам дека е еден од високо рангираните факултети за странски јазици во кој што македонскиот јазик влегува како 101. И нас таа бројка многу не радува бидејќи влегуваме како први во втората, нели, стотка. Значи некаков почеток 101. А тоа е во дигиталниот свет, тоа би знаеле Сигурно младите има некој, 101 кога да, ќе се каже, да. тоа е како да сте почнале од нула, Да. односно од почеток. Одбројување ново. Да. Така. И еве се радуваме на тоа дека ќе се случи во соработка, нели, со тој универзитет во Пекинг. Тоа е нешто ново, но мислам дека не треба тука да застанеме, затоа што чувствувам дека еден вид на предвижување има и во другите средини, и во Европа, но и на американското копно. Не би сакала сега пред време да зборувам, но тоа се интензивни, знаете како преговори, разговори, нели, Добро, со тамошната средина, со тамошниот Да. универзитет, со амбасадата колку или конзулатот колку би можел да ви помогне во Со Кина се вложени и многу напори реално претходно и во делот на уметноста и на размената која што се прави Така е. и преку танцова уметност и преку оперска уметност и народната музика. Така е. Еве конкретно Сузана Спасовска која што навистина има вложено многу Точно, напори точно. на тоа поле. да вака да дури запрепастено да гледате како кинези пеат македонски народни песни. Точно. Или како кинези танцуваат, да речеме, на современ македонски танц преку кореографија на Рисима Рисимкин. Значи, ние веќе сме развиле Така е. Ама во принцип што ова е само една... Да, едно скалило плюс. Едно скалило плюс, да. Така, бидејќи да речеме еве на зимската школа имавме токму двајца семинаристи токму од тој пекиншки универзитет, од универзитетот во Пекинг. И тие се слависти по вокација, значи учат словенски јазици таму, славистика. Многу брзо веќе тие мислеа дека ќе бидат почетно ниво, но веднаш отидоа во на почетно средно и напредуваат. Знаете како тие се како народ многу дисциплинирани. Се. И кога ќе решат нешто, Колку вака да имавме барем. а кога ќе решат нешто да го работат, да го учат, тогаш е целосна посветеност. И тоа покажува дека еве може да имаме една многу бава, интензивна соработка. Ние ги чекаме секако и потоа и на летната школа, токму студенти, тоест наши семинаристи од тој универзитет во Пекинг. Истото е, нели, со Анкара, за овие што се постојани, што се, нели, тековни, секогаш има преголем интерес, дури самите лектори велат дека мора да направиме еден интерен тест, нели, така како конкурс, да се избере најдоброто, најдобриот што ќе дојде на летната школа, ама истото е и за зимската школа. Така што ете, во тој правец еве се надеваме дека ќе ги придвижиме работите и дека македонскиот јазик, но и литературата и културата дека ќе одекнуваат, дека ќе имаме навистина центри во кои што македонскиот јазик, литература и култура ќе се чувствуваат топло вдомени, прифатени. На тоа мислам дека емисијата на меѓународниот семинар. Одлично. Професор, ке ви благодарам. При крајот сме на денешното интервју. Ако имате нешто да додадете слободно. Па не, еве сега само да кажеме дека ние продолжуваме понатаму со работа, дека акцентот ни е ставено на таа 100 годишнина од раѓањето на Шопов. Се надевам дека тука во таа цела ситуација ќе ни помогне и еден друг сегмент оваа година. Лекторатот по македонски јазик на Иналко прави еден многу убав јубилеј, 50 години. Под покровителство целата оваа манифестација околу Шопов е со УНЕСКО, така што првата голема манифестација ќе се случи на 21 март, денот на поезијата.
значи каде што под покровителство на УНЕСКО ќе се зборува за поезијата на Шопов, ќе се чита, најверојатно потоа на тоа ќе се надоврзе и нашата прослава, да речеме така, или одбележување, затоа што не е малку, да имате вие 50 години континуирана работа на лекторат по македонски јазик, кој што таму имат скоро цела студиска програма, бидејќи македонскиот јазик може да се учи како главен јазик, покрај со останатите балкански јазици, но да се можеш да се образуваш на полето на македонскиот јазик, литература и култура и на магистарски, и на докторски студии, и така што сите тие работи можеме убаво да ги вклопиме покрај некои други јубилеи кои што ни се оваа година, ама еве сега во името на Шопов, на Париз, на врзаноста негова со францускиот јазик, со Сенегал и така натаму, неговата поезија, неговото творештво да одекне среде Париз, нели така, но и да го врземе со 50 години работа на овој семинар, на овој лекторат, нели, бидејќи така почнал како семинар, па се развил како лекторат, па цела катедра, студиска програма, магистарски, докторски, на Иналко, кој што е всушност дел од Сорбона 2. Значи така што веламете, тоа ни е на големата размисла како ќе го направиме тоа, и во ова 23-та да ги споменеме и двата други јубилеја. Значи во мај одиме во Риека, ќе го прославиме 15 јубилеот 15 години лекторат по македонски јазик на Риечкиот универзитет, на Филозофскиот факултет при Риечкиот универзитет. Тој е најмладиот, така, лекторат, но е многу интензивен, со многу интензивна работа, со една голема предисторија за да се дојде до тој лекторат. И потоа во јуни 35 години лекторат по македонски јазик во Сосновјец при Шлезискиот универзитет. А тука е битно затоа што оваа година се навршуваат и 30 години од дипломатските односи помеѓу Македонија и Полска. Така што гледате, семинарот влезе и во некаква културна дипломатија. Таму каде што и му е местото. Да, така. Каде што по правило голем дел од ваквите манифестации, случувања и организации треба да бидат дел од дипломатијата. Така. И затоа велам исклучителна благодарност до тебе, Огнен, до Телевизија 24, што секогаш во вистинско време знаете да го покажете вашиот интерес, секако затоа што вашиот интерес е всушност можност и вашите гледачи да се запознаат со некои работи кои што можеби не ги следаат или не се доволно запознаени на полето на оваа работа на меѓународниот семинар, и секако главната работа е да работиме постојано на македонскиот јазик. Благодарам многу, професорке, за издвоеното време и па ќе се гледаме на толку најавени настани, веројатно повторно ќе се гледаме често. Тука сме, да. И благодарам уште еднаш. Ако годината за Блаже Конески ја завршивме со вас, еве годината нас со Шопов ја почнуваме со вас. Благодарам. Се гледаме. Поздрав, се гледаме. Почитувани, вие останете со нас, ние продолжуваме понатаму веќе за образованието, ама од еден малку поинаков аспект. Сега веќе ќе се префрлиме кон бизнисот после рекламите.